Премиерот очекува мирна изборна трка и кампања, но предупредува дека опозицијата ќе ја гради кампањата врз, како што вели, лаги и конструкции кои би звучеле логично ако се вратиме во 19-тиот век. Од друга страна, ВМРО ДПМН и коалицијата велат дека на овие избори излегуваат со проекти и визија за тоа како да се развива Македонија. Мицкоски е дециден, постојат само две опции: ВМРО ДПМН и коалицијата или Филипче Ахметија Пасиев. Трета опција нема, а секој што мисли дека со седење дома ќе покаже пркос, тоа значи дека директно ќе гласа за СДСМ и Левица, вели Мицкоски. Пат на криминал, корупција, национални понижувања, неработа, неиспорака, тоа е тој пат. И следната опција е ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Тоа е она која што ние заедно со поддршката која имаме од граѓаните, изминативе 15, веќе 16 месец го работиме. И доколку граѓаните се задоволни од тоа што ние го работиме, јас ги повикувам по сопствена волја да излезат и на изборите на 19 октомври да го дадат својот глас за онаа опција за која што сметаат дека е подобра. Кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски на првиот ден од кампањата кажа дека приоритет ќе му биде хуманизацијата на градот. Покрај бројните проекти кои ги најави, кажа дека уште во првите 72 часа откако ќе стане градоначалник, Скопје ќе биде исчистено од отпад и ѓубре во координација со другите општини. Изминатиот период истакнав дека она што најмногу ни пречи на сите нас граѓаните е хигиената. И затоа ветив дека во првите 72 часа, откако ќе го превземам местото градоначалник на градот Скопје, по поддршката од граѓаните кои што силно ја очекувам да ми ја дадат, ќе започнеме со активност каде што ќе се вклучат сите општини за да помогнат на градот и за 72 часа конечно Скопје да блесне. Доградба на 5 основни училишта, изградба на ново во населбата Александрија и отворање на пензионерски дом во Ѓорче Петров се дел од проектите кои ги презентираше кандидатот за градоначалник на ова општина од редовите на ВМРО ДПМН. Ќе го изградиме првиот пензионерски дом во Ѓорче Петров. А пак за решавање на проблемот во сообраќајот, покрај тоа што ќе пробиеме повеќе улици, Алексо Демниевски, Веле Марков, улицата Шарпланина, ќе изградиме и првата катна гаража во Ѓорче Петров. Продолжуваме да бидеме посветени на изградбата на современа и модерна спортска инфраструктура, како што тоа го правевме и досега. Едносменско училиште во општината Градско, инвестиција која ќе им излезе во пресред на жителите на ова општина, ветува Киро Нацков, кандидат на владеачката партија. И се работи за проект едносменско училиште, каде што за прв пат во историјата на општина Градско сите деца ќе учат во една смена. Нешто што беше голема желба претходно и како наставник и како директор на училиштето, кој што не сме имале можност да го оствариме и да го реализираме, но сега со помош на премиерот ги согледа нашите потреби, нашите желби да испаднеме во пресрет на нашите деца. ВМРО ДПМН ја почнува кампањата вечерва со митинг во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Тамара Дичевска, Сител телевизија.